Почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. Подгответе се за еден час на позитивна енергија, на многу смеа, на супер музика, на одлични гости кои што секогаш имаат што да кажат. Подгответе се за емисија која што се надевам дека се обидува да ги задоволи сите ваши вкусови, да ги задоволи вашите стандарди и се разбира да уживаме и да се забавуваме. Тоа е и поентата всушност на Фидбек со Елена, каде што се обидуваме да имаме одлични гости кои што ќе го задржат вашето внимание и плюс онаа позитивна енергија која што се создава и атмосфера овде во студиото преку малите екрани, односно преку камерите да дојде до малите екрани и да стигне до секој еден од вас. Веќе знаете дека оние емисии кои што не можете да ги фатите, можете да ги видите на два канали, а тоа се на YouTube каналот наречен Фидбек со Елена, а сите информации околу емисијата за гости и слично можете да ги пронајдете на Инстаграм профилот, исто така наречен Фидбек со Елена. Нема да должам многу, започнуваме веднаш со гостите. Да, јас секогаш си ги гледам фотографиите, како што вие ги гледате на вашите екрани, за да видите кој е мојот прв вечерашен гостин. Претпоставувам дека ви е познат лик, дека веќе го имате видено од многу места, но ајде некако да почнеме од почеток. Би кажала дека мојот прв вечерашен гостин е еден млад фин господин, кој што верувале или не, завршил магистарски студии за право во Страсбур, меѓутоа решава да ја следи својата љубов, а тоа е готвењето. И ајде својата страст, можеби. Фичо, страст или љубов? И едно и друго. Страст, добро. Сега еден од најпознатите готвачи и угостители кај нас, го знаеме и по неговата емисија Готвиме со Фичо, или кулинарско шоу, како сакате. За рецептот како успева да се снајде во сето ова и како е успешен во сето ова, ќе зборуваме токму со него. Го имаме Филип Поповски Фичо. Ајде, добро ми дојде, како си? Супер. Одлично. Баш ми е драго за прв пат во Фидбек, меѓутоа ќе имаме вечерва едно такво убаво шоу, затоа што и вториот гостин ни е поврзан со оваа професија и мислам дека таман некако ве спои. Одлично. Бидејќи се знае дека се снима емисијата, јас можам да ти кажам среќен роден ден. Фала. Да. Фала. Да си ми здрав и жив, да си најсреќен, да си успешен и да продолжиш понатаму со ова темпо со кое што си фатил. Па и уште повеќе. Доволно е. Доволно е? Добро, до тука. На почеток одиме со оние кратки прашања да ве запознаеме малце од поразлична страна. Ајде да видиме дали италијанска кујна или македонска. И зошто? Зависи за кој момент збориме. У принцип, некојаш сакам македонска кујна, некојаш сакам италијанска кујна, некојаш сакам азиска кујна. Зависи кој е моментот, кој е ивентот, што правиме, што се случува. Како вкус зборуваме? Да речеме, не можеш слава да направиш италијанска кујна, така? Да, се сложувам. Значи, тука идеме македонска кујна и сега некои работи одат, некои работи не одат. И уживам на посебен начин во сите кујни во секој даден момент. Така е. Пикантно до солзи или блага некоја фина арома? Пикантно сакам. Леле, my man. Дури сакам јако луто. До солзи, реков, пикантно до солзи. Да, сакам добро. Луто, така. Храна за душа или што би се рекло комфорт фуд или гурманска уметност? Исто како и првото прашање, зависи од моментот. Значи, ако одиме во некој, да речам, добар ресторан, луксузен ресторан, сакам тогаш да уживам на различен начин. Комфорт фуд, дома сакам да го готвам. Најчесто видеата ми се комфорт фуд, што глупаво е сега дома да снимаме fine dining, пошто не живееме ние така. Можеби некој да, меѓутоа јас не живеам на тој начин. И комфорт фуд има посебно место у мојот живот, да речеме. Поготово овие зимски денови. Добро, ајде, ова е некој слично прашање во смисла готвење пред публика, бидејќи ти го правиш тоа, или готвење дома за душа? Немам проблем да сготвам пред било кој, пред било колку број да е публика. Мене животниот стил ми е
таков да јас се што готвам, снимам по принцип. Тоа ми е дома, сите видеа ми се дома и секое едно готвење го претварам во видео. И на тој начин мислам дека сум доволно искрен со публиката. Практично си го споил едното и другото. Да, значи и нема лажење тука, едноставно тоа е. Ако излезе, ако не излезе ќе покажеме дека не излегло како што треба. Имаме грешки, се случуваат, фала Богу. И тоа не е страшно, али у принцип се што готвам гледам да снимам. Од зачини локални или екзотични? Микс имам свашта. Значи имам зачини можда поише од сите ресторани кај нас. Браво. Да, собирам од кај одам, купувам, носам, собирам сол ми е пасија, различни типови на сол, од кај одам само носам. Последно си купив сол од Сахара. Леле, Уште не ми е да не е отворена. песок, го провери? Не, сол е камена, ама ми беше онака баш и интересно, дај, зашто да не. Баш интересно, да. Да. А кога сме веќе, значи баш ти се пасија зачините всушност? Да. Одлично. Дефинитивно. Импровизација или строго по рецепт? Мислам дека рецептите постојат да видат само една водилка, осам ако не збориме за пекарски продукти, сладки, тука не можеш да импровизираш. Ето го, сиди таму. Ке кажа тој. Тука нема импровизација. Така Во е. сладките и во пекарството нема, мора да се држиш до рецептот, нема да излезе спротивно. А све друго што е врзано со, не знам, слоу кук, Сосови или па и нешто сосови слично. до негде се држиме, меѓутоа убавината во готвењето е што секоја импровизација може да стане служува. правило. Мислам, не постои, да речеме, полнети пиперки. И се последно видео, вика не се става прас. Зошто? Зошто? Јас ќе ставам Правило прас. е тоа, така е. Пази, топ излегува, меѓутоа едноставно треба маца ги отвориме видиците и да пробуваме. Јас стално ги стимулирам сите и со млади луѓе кога разговарам, готвачи од фелата, пробуј, сгреши бе. Што е проблем да сгрешиш? Кој што ќе ти направи некој? Така е. Ако не е добро, ќе знаеш дека не е добро. Блага сарма не е убава, сум пробал. Со шекер, на пример. Па не е добро. Добро, паста или ризото? Паста. Добро. Традиција или модерна гастрономија? Јас мислам дека треба да ги споиме модерното и традиционалното. Во принцип, секој што работи модерна кујна, висока кујна, да речеме high-end ресторан и така натаму, мора да ја знае прво традицијата. Традицијата е basics. Значи, тоа е нешто што ти мораш да го владееш, за да можеш да експериментираш. Ако не знаеш да направиш било кое традиционално јадење, како ќе направиш експеримент? Модел, Така е, мораш basicsот прво да го знаеш, пошто све друго е level up. Добро. Гордон Ремзи или Джейми Оливер? Гордон Ремзи. Добро. Ален Дукас или Жоеп Рубисон? Алан Дукас. И сподели ни брз рецепт за 20 секунди. По 20 секунди. Бројам. Нарачај си. Браво. Супер. Фала ти, Фичо, се гледаме на опозиција. Ајде. Колку ми е драго, значи, што си ги имам за гости, посебно вакви луѓе кои што се вешти во готвењето и кои што знаат што прават во оној професионален пат. Ајде во фидбек со Елена денеска како втор гостин го имаме човекот кој што ја врати вистинската вредност на лебот. Јас ќе го почнам тоа како така. Јовица Сотировски, главен пекар и собственик на Пан Бейкери и Бистро. Неговата љубов кон пекарството започнува некаде во Франција, каде што завршил еден куп врвни тренинзи и практики, а денес тоа меѓународно искуство го практично имплементира во Скопје и сите ние имаме овде можност да ги пробаме тие негови специјалитети кои што морам да признам дека се фантастични. За неговиот пат, за тоа како се гради еден бренд што мириса на топол леп и на љубов, ќе зборуваме токму со Јовица Сотировски. Или Јоцо, или како сакате. Јовица, повели. Hello. Шта е ово? Еден наместо букет производи од пекарава. Чекај, ова морам вака на екран. Фала многу, да знаете дека ќе го изедеме после емисија сигурно и ќе го споделиме. Да, ова го делиме. Чекај да видам, вака може да се отвори да дзирнам.
Ау. Не знам дали може камера да фати. Еве. Така, ова е баш букет. Убав букет. Подобро ова него букет. Ќе ги наполниме стомачињата, фала ти многу, Јоца. Како си ми, здраво? Здраво, hello. Добре дојде. Како си ти? Добра. Многу ми е кејф што сте еве со Фичо заедно овде. Ја ми спомнавте дека сте и пријатели. Сме, да, се дружиме, доста се знаеме некое време, ама недолго време, ама од кога се упознавме некако. Не се одвоивте. Да, сме на иста страна, мислам дека од првиот ден, да. Одлично. Исто како со тебе. Така е. Така? Енергијата е таа, мислам се чувствува дефинитивно. Sourdough или класичен bell lap? Sourdough. Sourdough, окей. Секогаш sourdough. Добро, why? Не знам, некако sourdough е еден од најстарите лебови секако, нели? И самиот процес на правење леб, самата ферментација, вкусот, киселото тесто, Тоа е тоа. сето тоа. Од пециво солено или сладко? Солено. Добро. Експериментирање со нови рецепти или држање до проверена пракса? Експеримент секако, ама експеримент на проверениот рецепт. Така мислам дека му доаѓа тоа. Добро, па во прилика да. Како што кажа Фичо пред. Што би значило експеримент во случајов кон пецивата, да речеме? Дали е тоа во тестото или во филовите најчесто? Пецива, у принцип, се ептен строги, значи мораш да правиш, значи рецепт кога зборевме преска, да, добро го кажа Фичо, доаѓа дека рецепт е рецепт, значи до грам, до милилитар, до ептен треба да пазиш. Значи detail oriented е пекарство, све треба да пазиш. Ама филот имаш простор за експерименти. Зошто токму љубов кон пекарството? Љубов генерално кон хоспиталити и гостителство, не е само пекарство. Пекарство е сега стартот на тоа што почнавме да го правиме и тргнавме со пекара. Инаку угостителство генерално љубов. Супер. Ванила или чоколадо, кога веќе зборуваме за благо? Чоколада секогаш. Секогаш исто. Совршена форма или совршен вкус? Совршен вкус. Добра. Минималистички рецепти или техники во повеќе левали? Минималистички секогаш мислам дека дома кога правиме минималистички, например италијанска кујна, минимал. Нема нешто техники. Француска кујна е све техника. Италијанска кујна највише се готви, највише јадеме, а е simplicity, значи колку поедноставно, толку поедноставно и толку вкусно при тоа. Така е. Одлично. Станување рано и месење на тесто или замесување на тестото од вечер? Секогаш станување рано и месење на тесто. Знаем затоа човек не може да те добие после 10. Не можеш, да. Спиеш. Ама можеш рано се бајле. Така е. Француска багета или домашна лепиња? Француска не можам да изберам домашна лепиња. Француска багета, сендвич, француски багет за мене врв моментално. Добро. Салт Бей или Ентони Бордейн? Ентони Бордейн, come on, не сте требали уста група со Салт Бей. Добро. Сега знам, ама мора, за да видиме каде е вкусот. All day long. Пециво со јогурт или со кафе? Со кафе. Добро, и брз рецепт за 20 секунди, немој да ми нарачуваш и ти храната, молам. Eggplant пармиджана, мудар, домат, Мирам. Доматен сос, босилек. Се става, се реди едно врз друго, пармезан се пече урерна за 10 минути, апетайзер најбољи. Тоа е тоа, се гледаме позиција. Thanks. Чекайте, јас морам да проверам, значи прво која музика оди, ајде. What? Што? Чекай да видиме. Добро, не се сумнеам во избор. Еве го. Може да денесаме? Ќе бидеш диџејка? Секогаш. Јас сум спремен за друго нешто. Зашто? Менјам професија од денес. Ајде да видам. Дечки, слушнав Салатер барате. Па да се спремам ја. Мислам дека сум спремен за оваа емисија. Леле, не знаете колку ќе биде од помош, сериозно. Сам мака покрупен Салатер. Ама ова стварно беше изненадување. Чекајте дали ти стои? Ме личи. Тоа е тоа. Со чачкалица. Скараджија. Добре, кај си бе, Брик? Еве. Чекај се вака. Татица, како си?
се спие ли по дома или око не се Па затвара? сега сваќам дека и 3 сата се доволно у денот да поспиеш. А види, никогаш и саат два да фатиш, среќен си. Посебно кога е такво бебенцево прашање, тоа е... Ама позитивно Се снаоѓате по дома? Одлично. Каква е новата улога, како се снаоѓаш со оглед на тоа дека имаш и Се снаоѓам. свирки и Да се живи Гигови здрави се. бабите. Да се живи А без здрави бабите ништо не правиме. Ништо без них. без бабите ништо Да. не правиме. Добро поздрав до мама која што сигурно ќе не гледа и до бебушот кој што ќе некогаш ќе те гледа на YouTube. Да. Тато бе. Ова ти ли беше? Ке рече не како кринчови таткови. Кажи ми се околу Нова година како е со гужви, со Па Со настани? веќе од оваа недела почува буквално секој ден. Може еден ден во недела да ќе имам слободен за одмарање. Мораш да се покажеш по дома за да те пуштаат на вечер во град. Значи немој Се докажувам, се покажувам се што треба. готово, супер. Ова ќе слушаме хип-хопче? Да. Добро. Може. Се гледаме, јас си доаѓам на позиција. Можеме да денсаме ако сакате. Добро дојде. Кај се? Добро ме најдов. Велепе. Фала ви многу. Кажи ми, во изминативе 10 години слушаме за... Па што ми сега ние Замисли, прашаме? може, улога на водител. Некогаш би ми било драго некој да преземе улога Стил да на шоу, водител, комплет. нели? Замисли. И ето јас да бидам улога на гости. Например, why not? Доколку не би биле водителка, што би била другата професија? Ау, интересно. Јас сум дипломиран професор, така да веројатно професор. Сепак некоја улога со луѓе, со комуникација, а третата диџеј. Нешто со музика. Па и те може после ќе не пуштиш песна за крај. Може за крај да Why not? затвориме со некоја добра. Така? Ти ќе ти некоја желба на крај ќе побараме, може? Ако нема проблем. Готово. Повторно ќе кажам, исклучително ми е драго што имам вакви два ликови овде во Фидбек со Елена и кога ќе прашаме, јас кога ги прашувам на крај гостите кој е фидбекот, јас се радувам што мојот фидбек е ова. Значи што имам прекрасни луѓе, што имам прекрасни гости кои што го почитуваат и моето дело и мојата емисија и сето она што јас го правам. Ти И благодариме тоа на навистина. поканата, баш ни е драго и на 20-та што сме тука со вас. Ете. Ајде, почетокот, неизбежното прашање е како воопшто генерално започна идејата за ова што сте денес. Кога знаевте дека тоа е тоа? Дека Да почнам јас, се едно, може? Ајде. се едно. Не знаев. Не знаев, јас едноставно се знаев, мислам правник, не знам Јуца ти што имаш завршено? Графички дизајнер. Графички дизајнер, а двајцата сте во угостителство и сега ме интересира спојка од каде мора да дошло тоа да кликнало. За мене беше уште од многу мал. Јас сум пораснат со баба, значи второ дете сум, првото нели у градинка иде, второто не е чекај у градинка, кај бабата Кај се бабата праќа. се подбутне, така е? Бабата беше доручек, ручек, вечера, све направено, домашно, спремно и тука јас цело време у таа соба со неа и мислам дека од тука почна уште од млад Да знаев чепкаш. дека да чепкам цело време. Значи кога се правеше скара цело време ја правам скарата. Кога се правеше нешто за купување, ја ќе идам да купам. На пазар ја ќе идам, зашто боље патеџан ја ќе земам, ја го знам ова. Да. Значи цел живот било тука, ама пред едно 20 и неколку 22-3 години 100% знаев дека сум Дека си за тоа. Стварно, готвењето многумина што се готвачи, што сакаат да готват, па дури што не се професионални готвачи, дека тоа е стварно страст. Дека тоа е љубов и не може секој да готви, факт. Фичо, како кај тебе се случи? Секојаш е страста прва за све. Се сложувам. И едноставно да веруваш во тоа што го правиш, да не се откажеш, значи тоа не се само зборови на овие мотивацијски говорници, него Флоскули, она фрлени. супер е тоа, меѓутоа така е. Што значи тоа, вака наједноставно го кажам, дури за да заспиеме, треба да се преправаме, така? Значи, Добра. некогаш треба толку да влезеш во тоа што го правиш и да веруваш во себе дека си најдобар, дека добро го правиш тоа, не најдобар, него дека си добар, дека добро го правиш тоа и живеј со таа мисла и ќе се случи тоа. Тоа знаеш што значи, не дека ќе се случи, дека некоја нешто магија ќе се случи, ќе се издеси, него Мора да веруваш во тоа, ти така едноставно е. кога Многу веруваш, добро ти се Мора да веруваш даваш, во тоа. ти се даваш, кога Ептен се сум, даваш, така е. не може да не успее. Се сложува. Значи ти кога ќе дадеш 100% не може да не успее. Нема шанси да не успее. Може првиот пат нема, и вториот пат, ама третиот пат ќе Да не успее. успее, мора да има Да. грешка. Јас сум пропаднал 4 пати до сега во животот.
Као Омар Шариф. Само не со коцка. Добро. Не со коцка, Добро. али сум пропаднал бизниси врзани со угостителство Добре. и едноставно учиме од грешките, така. Са Исто како и не ги готвење. повторуваме, така е. Колку пати повториш нешто, толку полесно го правиш, толку подобро го правиш. Така е. Едноставно и така. сваќаш што недостасува, па чекај ќе можам да додадам и уште нешто, па Точно, можам да направам. точно. Греши без греши. Сега вака, факт е дека кај готвењето треба талент. Не може секој, пак ќе кажам, да готви. Што беше присудно кај вас, односно талентот или сепак она макотрпна работа, повторно ќе кажам, кое што бара учење, кулинарството генерално е наука. Гастрономијата е наука, која што расте, се развива со текот на времето. Значи имаме рецепти од 60-та година, имаме од 2025-та, кои што се комплетно различни. Не значи дека се Знаеш што? ова е полошо од другото, меѓутоа расте Мислам дека кулинарството немаме како. рецепти од 2025, 2026, Добро. 2024, дека сите рецепти од принцип се е веќе направено. Измислено, така Да. е. Ние модификуваме и го подобруваме, она што го кажавме на почетокот. Прво мораме базиксот да го знаеме, основата, па да одиме напред. Не може да отвориме фабрика за коли одма ќе презадуваме ние Rolls-Royce. Не може. Па стварно кога ти текне све што ќе ти текне да направиш, никој го направил до сега, поготово Да, за храна. Само модификуваш. Само Да, модификуваш. само ти можеш да му дадеш твој стил, да го доуправиш да тоа. Да има ваш препознатлив. Тач. Што е она вашето препознатливо што ве одвојува, да речеме, од другите? Како ќе знаеме дека ова е кујната на Фичо, дека ова е кујната на Јоцо, на пример? Signature dish, тоа е последното љубов што го ставаш. Така? По тоа се знае. По љубовта? По љубовта По на крај. љубовта е И сите состојката. прашуваат еј што е ова, а не можеш да кажеш што е, пошто тоа е. Љубовта може да Мислам биде дека- путер, лук. Значи, Лепо, не секој си има некоја secret ingredient Така, да. или некоја тајна состојка која што се употребува. Добро, вие ми го поставивте тоа прашање и јас би ви го поставила истото. Што би била вашата втора професија доколку не сте угостители? Добро прашање. Фармер за мене 100%. Навистина? Зошто? 100%. Зошто? Значи тоа ми е нешто што мислам дека сега кога ќе успорам со угостителство малцен, тоа ќе правам. Фармингот стално ме интересирало. Ја доаѓам од фамилија што пчеларство ни беше фамилиарен бизнис, татко ми беше пчелар на времето и сум правил тоа. Порано сме имали и мала фарма што се растало све за нас. Фамилијата ми е од Источна Македонија што се уште фармери имаат, пчели имаат. Од стално сум бил фасциниран од тоа да можеш Интересно. све, значи целиот круг да го затвориш, значи да израсне нешто, после да го вратиш во земјата и пак другата година да се добиеш Интересно, интересно е, да. Стално- И чување на и кокошки ти шетаат вака по Да, буквално, значи по да го фарма. затвориш цел, да, тоа од по стално. некоја крава, некој коњ, некој Ние нешто. сега моментално Интересно. ствари имаме неколку пластиника, растеме доста ствари што ги користиме у пан, на пример љуцос преска зборевте, требаше да спомнеш, лани љуцос Да, правевме заедно продукт. Од Имаме халапињо и 200 хабанеро, шишиња распакувано, и да. лейбл и све. И што ти лебел е, и со- се. И не ми смесовте љуцос? Само за нас. Чекам љуцос. Праќам. Како ти што Чекам љуцос. кажуваше преска, дали е супер луто или не, супер луто. Супер луто. Yes. Добро, тоа е Со тоа тоа. со пиперчиња, сами што си ги израснавме. Одлично. Фичо, што би била твојата втора професија? Правник? Или не? Нема шанс. Нема шанси. Никако. Види, у принцип, школата е супер. Јас секогаш мотивирам било што да се заврши, бидејќи школата ќе те научи да научиш. Така е. Ти ги ствара навиките да научиш. Значи, кога ќе го завршиш Ти се школата, насочува, така е. да, едноставно тебе ти е полесен пристапот кон било која друга наука. Значи, ја не сваќам кога некој ќе ми каже за нешто, не знам како се прави. Можеш да научиш све денес све е толку достапно да се можеш да научиш. Што би бил кога не би бил ова што сум, не сакам ни да размислувам. Не сакам да се рушам таа аура, енергијата околу Добро, тоа што добро. сум. И верувам дека за да ти успее план А не треба да имаш план Б, у принцип. И не сакам уопшто да се фокусирам Да, на... затоа што кога не го икам да имаш веројатно размислувам тој на друго. бекап, можда имаш бекап, ќе ти стои некаде во глава, во Секогаш позадина. имаш бекдор, а мислам дека гризаш само кога нема бекдор. Така? Добро. Почнавме некако да зборуваме за угостителството, значи и зад камерите го спомнавме тоа. Некако кога ќе се каже угостителство, кај нас се има една различна перцепција за тоа всушност што значи угостителството. За жал многу пати луѓето го сваќаат како нешто не негативно, него е добре да угостител се мисли на кафанџија некој.
а не е воопшто така. Угостителството е навистина нешто сосема поразлично. Јоца, знам дека ти имаш Баш сега зборевме фино размислување во однос на оваа тема. Сега зборевме пред 20 минути темава. Ја мислам дека тоа сега ја ова сваќање од кога сум бил тинеџер, пошто јас сум живеев кога бев тинеџер многу блиску од средното угостителско училиште, така? Угостителско училиште уште од тогаш беше училиште каде што се запишуваа сите што не може да се запишат, на пример, Борис немате примат, Јосип Брос немате примат. Тој завршил средно угостителско, знаеш, и онака со омаловажување. На темава ќе имаш и ти што да кажеш на згора, затоа што и сега тебе те праќаат у школа кај што ти не сакаш да идеш угостителско, да бе ќе бидам сега јас келнер, да бе ќе бидам ова. Значи од тука мислам дека почиња проблемот кај нас. Значи сега зборевме ти да отидеш на Culinary Institute of Minnesota. Тоа е средно слеш коледж. Кошто $100,000 годишно. Ти го можеш да отидеш. Значи ти излагаш од таму со диплома и ти можеш да го водиш Ритц Карлтон у Париз. Да, буквално. Значи буквално секоја позиција. А кај нас тоа зборевме, значи последниве години кога ќе се појави. А кај нас го имаш ова. Завршил средно угостителско или тоа кажавме посебен тренинг правиме кога ќе дојде некој од таму. Мислам дека од тука почнува, значи кај нас тоа угостителство не е, мислам дека зборот, многу луѓе со омаловажување го гледаат. Ептен, сега ја ќе бидам, на пример, келнер во добар ресторан на запад е лицето на ресторанот. Се сложувам. Ти си све. Ти доаѓаш, ти ја знаеш цела кујна, ти ја знаеш цела операција, ти го знаеш цело мени, ти продаваш. Значи, келнер е најбитна позиција у ресторан, според мене. Хостеса исто. Може да го уништи ресторанот. Може. Значи, една индивидуа може да ти направи. Во две насоки оди, значи или може да биде најдобар или може да биде. Како гостин ти за ресторанот, лицето на ресторанот, првиот контакт е келнерот. Келнерот. Го има. Он ти го продава ресторанот на некој начин. Сега кој тоа може не е да зезна професија, работа или да ти направи со секеш. ти треба да работиш многу е тежок патот за да добиеш ти позиција, на пример да кажеме у Њујорк се од добар ресторан, да добиеш ти позиција сервер. Тоа е impossible. Имаш тестови, имаш тренинзи, имаш, значи ти имаш месец дена тренинг пред да почнеш. Ќе поминат месеци. А кај нас тоа не е така. Кај нас келнерот е позиција што сите некако му се смееме да кажеме. Чимафтаме, дечко дај ова, дечко, значи он додека збори со друг. Донеси ми ова. Така? Односот на луѓето. Добро, ајде кога сме веќе кај тоа, имате искуство и двајцата, и надвор и тука кај нас. Предпоставувам дека неспоредлив е односот на запад, ајде ке речеме, и односот кај нас. Почнуваме ли да учиме? Имаме ли ние како народ, како нација, култура во однос на и угостителството и кулинарството? Знаеме ли да препознаеме прво добро угостителство? Значи, некој што добро се однесува кон вас, а второ, добра и квалитетна храна. Затоа што многу често македонецот, не само македонецот, балканецот може би рекла, го има моментот на ајде да го наполнам стомакот, да се најадам. 90% е тоа. И не ме интересира ништо друго, што е жално. Затоа што јас лично сакам да уживам во храната. Цел експириенс е ти кога дојдеш у ресторан, од влезот, од кога ќе седнеш, па како се осеќаш, ако имаш добар келнер, па те знае по име, па знае те праша, правите прашања, па знае ти понуди тоа што треба. Па кој е вино, оди со која храна, кој пијалок, оди со која храна, јас сакам да ми дадеш предлог. Треба малце време за да дојде тоа кај нас, за луѓето мислам да го разберат и да почнат да го уживаат тоа, пошто како што кажа, доаѓаш, сакаш да јадеш и да си одиш и да завршиш. Конкретен пример се они со пан-пан, да речеме. Што се случува? Има милион пекари во градот, така? И они отварат пекари и се луѓе од страна, муабетот, се јас сум го слушнал, ајде уште една пекара, ама не. Значи, нивната пекара е another level. Значи, комплетно различно нешто. И затоа не работат добро, во принцип. Значи, луѓето доаѓаат, пробуваат таму нешто што исто се вика и на друго место, да речеме круасан. Ама не е истото. Така е. Круасан, ама круасан таму и на друго, било кој друго, не е исто. Пробај ќе видиш. Ние кога почнавме, сакавме да правиме све сите други што не прават. И тоа правиме со пан-пан. Значи, не правиме импровизација. Значи, ако имам подобар, поквалитетен производ, го зимам. Не штедам на тоа. Значи, користиме француски производи, прашна си увезуваме. Све е тоа, за тоа е така, значи не правиме импровизација. Или даваме или не даваме. И треба да, кога имаш квалитетни состојки,
Во угостителството секогаш така кога ќе направиш импровизација ќе сгрешиш. Секогаш. Се славам. Секогаш кога ќе го купиш поевтиното ќе Два пати сгрешиш. ќе го платиш. Секогаш. Најскапо И со кошта, опрема најскапо. така е исто. Со опремата зборам за Да. инвестицијата. Со опрема Значи, најbolе. ајде ќе земеме столици пример, отвараме ресторани, јас сум отворил многу ресторани кај нас. Ќе ајде ќе ги земеме поевтините, грешка. Ги менуваме за 3 месеци. Да. Верувам. Секако. Верувам дека е така. Што е потешко, односно, не, ајде вака, како реагирате кога на некој нема да му се допадне вашата храна? Затоа што знам дека готвачите знаат да бидат малку суетни. Многу суетни. Да. Во насока на давате се од себе, го правите тоа на најдобар можен начин и слично. Меѓутоа имате реакција од луѓе кои што као или ништо посебно или не ми се допаѓа или може и сосема некој негативен коментар. Може ја прв. Како може, Пече, повели. Значи, мене ми е битно кој го дава коментарот, прво го гледам Сега човекот, нема ако муабе, не го дали познавам. уопшто има познавање или не, така е. Значи, пошто вообичаено коментарите, негативните коментари доаѓаат од луѓе кои што не разбираат. Тоа е Добро. најчесто, тоа е Најчесто. 90% е така. Бидејќи Или зависи кај нас дури, извини што ќе те прекинам, и намерно. Некогаш дури тоа се и препознава злобно. одма, Ама тоа се знаем. препознава, добро. Бидејќи ако јас нешто готвам, ако е за мене добро, сигурно е добро. Стан примере со него сме дискутирали. Имаме познавање, не е ова фалење, него е реална ситуација, сме разговарале на многу Искуство теми, ти е зборот за е. искуство. Да, значи знаеме што е добро, кога ќе го пробе конкретно за место звери. Ако е добро, е добро. И мене тоа ми се докажало пред многу добра клиентела што ја разбира храната. И сега ќе дојде некој, не знам, да речеме оние Yelpers или не знам, Јасно. некој wannabe инфлуенсер за храна, знаеш, и они се ќе добие прегледи од некое вирално видео и они одма знаат. Тоа ако си популарен, не значи дека разбираш. Знаеш, нема врска. Се служувам. Нема врска. Ова е комплетно две различни теми разговараме. А си дозволуваат, бидејќи имал не знам колку фоловерс Фуд критик е он, готово. И фуд критика. Да. И пази што се случува. Имав ситуација да треба да му возвратам на таков карактер тука во Македонија. И ја искочив лош после. Ти ќе испаднеш лошо, да, еве. А ја му кажувам дека не е управо, не сум безобразен. Јасно. А требаше и да бидам безобразен. Тоа се смени на запад, више не е така. Исто се случуваше пред 15 години во Америка. Значи се појавува Yelp. Yelp е како платформа за ревјус. Ама Добро. тоа е за, значи не си ти фуд критик, немаш никакво знање, него можеш да дојдеш да си кажеш, ресторанот. ми се допаѓа, не ми се Значи, допаѓа, тоа да, беше јасно. направено да дојдеш и да кажеш колку е гласен ресторанот, дали е гласно, дали можеш да седиш, дали има за двајца седење, дали има за четворица, да. Не е стајано за ти да даваш критика на храната, за вкусови први не се расправа. Ти може тебе да се свига, мене не ми се свига, а тоа да е добро. Јасно. Така? Јасно. И сега ти не можеш да идеш на ресторанот да му ставиш една звездичка, затоа што тебе не ти се допаѓала некоја ситуација, тоа не е за тоа, ама нашиот менталитет е уште тако. Например, ние имаме затоа ве сега прашав, затоа што знам што се случува. Супер, Кај нас кажа. полесно ќе ти стават една звездичка ревју од колку 5. кај нас што се случува се у пекарава, ова е пред 3 недели. Доаѓа пар. И Добро. мажот вика, дали знаете вие која е жена ми, она има толку фоловерс на Инстаграм, толку ово, оно, Леле, вау. Не го прашува Значи, никој. леле, вау! Значи нашите Браво! вработени За жените, се мислам. супер окей, значи реагираат како што треба, не знаеме кој е, извинете така. така. Не, значи они бараат да им дадеме ние нешто гратис, они ја сликаат за вако. Ние не правиме тоа. Значи ние знаеме дека ни се добри стварите, не ми требаш да доеш ти се и се напуштаат и става после 15 минути една звездичка како демек работените седеле, не знам што, значи 15 минути од кој вика дали знаеш ли која е жена ми и колку фоловерс има, он доаѓа, па стај ревју како што треба. Не става дека жена ти не ја знаеме ревју една звездичка. Јасно. тоа Добро, е- тој момент кај нас, да, навистина смета пречи. Предпоставувам, затоа ви го поставив прашањето, ми рековте да си поставувам прашања, се што ме сакаш, интересира, супер, да. гледате. Неконвенционални во секој Ама добро случај. одговараме, нели? Нај. Сега, што повеќе кога треба нешто да ве представи вас? Сега повторно, еве претходно и ве постави прашања дали Борден или Джейми Оливер или не. Јас на пример уживам Джейми Оливер да го гледам.
Он има нека интересна харизма, со тоа шушкањето малце што го има, со тој бритиш акцент што го има, што има начинот на кој што, значи многу е неконвенционален, он фрла, кујната не му е чиста, мислам, не може да чиста е, домашен готвач. Оди, корења, купува. И сето тоа го гледаме и имаме некој, јас зборувам за мене лично, не мора да значи дека Джейми Оливер е да без. Супер го пренесува. Така, го пренесува на начин на кој што па можам и ја да си го направам. На начин да гледаш дома како прави он, да земеш да правиш и ти. И има некои готвачи кои што се така клин, значи става сол, нема капка, не паѓа од страна, овој фрла. Тоа е стил на работа. Да, кине, става, коренот му летнал на една страна, ова летнал на друга. Значи мене тоа ми се допаѓа затоа што на крај кога ќе го видам производот, ова изгледа супер. Повеќе ме интересира, кај вас себе конкретно, дали повеќе првото прашање, две имам едно по една. Не можам да ве изнапрашам. Дали повеќе уживате во процесот на работа, значи ете тоа, фрлање, кинење, мечање, готвење и слично, или во финалниот производ? И што вас како готвачи ве прави посебни, повторно ќе го кажам, односно што треба да поседува еден готвач, еден угостител, за да биде добар, квалитетен, препознен, виден и сакан од страна на народот? Сега ти не праша, логичното прашање. Па добро. Не знам би го правил тоа све. Мислам би го ставил во книга и би го испринтал. Кој би имал точен одговор на ова прашање. Не знам, тоа се веројатно е. Јас за двајцата можам да кажам дека сте многу своји, например. Сите посебен стил кој не имаат на готвење. Сите, значи можеме да правиме исто јадење ја и он, и пристапот, и принципот, и како ќе се наместиме, и како ќе намести сеницата, и како ќе исецкаш ингредиенс, све е различно. И на крај можеме да имаме и двајцата многу исто јадење, а сме го направиле скроз различно и он и јас. Така. Или обратно. Да правите нешто исто, а да ви испадне сосема да речеме неговиот бизнис пекарството. Истиот рецепт, да го правиме ја и он, различен ки искочи комплетно. Енергијата што ја ставаш, тестото го фаќаме со раце. Така е. Ја левото кара, внесуваш тука жива материја, точно. Тоа е живо, тоа е бактерија што е жива. Гава е, така, и се ти како ќе му вика зашо нервозен не се влага да работиш со лебови со не излага. Ние мајава што имаме што храниме, секој сабајле, јаде и се дига. Вака кој знае колку е убаво тоа чувство. Ја обожавам како ќе се дигне некој тесто кога ќе го видиш жива материја, стварно раста. Ќе врнеш вака се буни. Да, многу јако, да. Тоа е живо, треба енергијата, треба да си позитивен во принцип лик. Да, истото го мислам. Да експериментираш треба во кујна исто. Треба да не се плашиш да експериментираш. Еднаш како сгрешиш, направи го еднаш направи го. Треба да си свесен за состојките што ги користиш прво од таму да почнеме. Значи кога идеш на пазар да знаеш зашо овој патлиџан е бољи од овој и зашо овој патлиџан се пече, оваа пиперка, значи има многу ствари и угостителство, поготово кујна уготвење, не навлагаме у тоа. Знаеш кога ќе знаеш кој домат е добар? Кога пробаш лош. Така е. Мораш да пробаш. Мораш и лошото да го пробаш. Мораш да пробаш. Јас сум пробал и да речеме расипано, да се осигурам дека тоа морам да знам точно, јас. Да. Значи ние у кујна ти мора да знаеме ние кој тргнува да се расипува ако имаме таков момент. Се случува све у кујна. Треба да знаеш колку ја видиш. Посебна сорта на луѓе, морам да признам. Живо месо се посебно сам не тргни го овој патлиџан не е добар, дај од овој другиот, значи алал. Ти, каков сум на пазар? Треба да те носам. Да те пошто одам скоро секој ден да зверам пазар и више ме знаат луѓе од тука од кај проаѓам. Дојде овој, чекајте луѓе да извадете се најдобро. Имам денови кога не купувам ништо, само проаѓам и ќе поминам, не ти се добри денеска и продолжувам. Да. Немој некоја белја ќе направиш таму, ќе ти скокнат пазарџиеве. Кажете ми колку е тешко да се изгради бренд овде кај нас. Со оглед на тоа дека двајцата градите бренд. Готвиме со Фичо е веќе бренд. Пан е бренд. Колку е тешко да се дојде до тоа првенствено и да профункционира сето тоа? Ние Пан да работевме сигурно пред да се појави Пан и за ова зборевме предска. Сигурно 2 година и пол, нека не се 2 години, каде што работиш и не гледаш ништо. Значи цело време сега ќе се случи, сега немаш резултати никакви. Тоа е многу тежок период. Да. Предпоставувам. Се градеше, се правеше, значи цело време тренинг, па правиш тренинг, па нема кај да се искористи, па ќе го направиме пак, па дали ќе заборавиме. Значи сигурно 2 години
за додека отворивме првата продавница во аеродром. Сигурно. Сега ги имаш двете така во аеродром и во Капиштец. Да. Добро. Сега спремаме и трета, како и бистро и ресторан, тоа ќе биде на пролет. Ама од кога отворивме првата продавница, се што пробуваме да направиме сега у пекарата, е секој ден леба да ни е малце подобар од претходниот ден и да сме консистентни и угостителство, hospitality е збор што преведува угостителство на македонски, што е малце сите се нервираме за тоа, не јас реков не можам да најдам друг збор после од двете. Нема угостителство и hospitality е супер, ама е англиски збор. Англискиот збор hospitality, ај така како англиски да го гледаме. Ти кога дојдеш у ресторан или у пекара, hospitality е тоа што ти го пружа тебе вработениот у пекарата. Така е, персоналот. Тоа е делот кога ќе влезеш, кога ќе ти каже некој здраво Елена. Тоа е делот кога ќе ти каже повели, дали можам да ти помогнам, дали вака. Се додека ти стаи се укеста и да ти каже чао, ти треба да се осеќаш храна ако немаш hospitality. Ништо. Така е. И во рестораните исто, ти гостинот битно го примаш, мораш да го испратиш секој гостин. Гостин мораш да го испратиш. Не сме да стана сјуди без да го испратиш. Тоа е hospitality. Јапанците за тоа се најдобри. Да. У Јапан, у сите јапански ресторани езикаја што се, тоа значи кога ќе влезе гостин у јапански ресторан, ама не знам дали знаете. Не знам, ајде, да, кажи. значи влегува гостин у јапански ресторан, сите што се такви на пример било каде у Јапан. И сите кои да го види од вработените дека некој нов е влезен у ресторанот, значи не престанува да го прави тоа што го прави, него вика Ира шамасе е поздрав и дури сите он зашто го прави тоа. Сите вработени околу него ќе слушнат дека има нов гостин и кој има време иде и дава attention. Значи Јапан Зошто го немаме тоа кај нас? И аригато намаште сите викаат кога излага некој исто време. Стварно. Тоа е традиција, тоа градена милениум. За Јапан збориме се. Дали е точно? Ова го разбрав, само не знам дали во Јапонија или во Кина, негде го прочитав и ме заприпасти дека ама во некој од азијските земји беше, тоа сум сигурна дека давање типс дури било навреда. Во Јапонија. Зошто? Навреда. Затоа што јапонските ресторани се базирани шеф ориенте, значи тој што е главниот готвач таму е и сопственикот на ресторанот и генералниот менаџер. Он него му е прерачунато све у цената на, да кажеме, сушито. Аха, значи он веќе си го наплатил типсот. Затоа што таква има културата. Ева, на пример, Салваторе што направи? Ги дигна 10% цените на овакво, за да може 10% да им даде на вработените. Така беше? И на почеток, јас сум про тоа 100%. Зошто? Дека тие вработени, 10% они што ќе ги земат тие, него му се додава на платата, значи може да иде да си направи мотивацијата. Апсолутно. И зашто? Добро, окей, потек е тоа. Само ве прашав за Супер. Дали добро сум слушнала, дали добро сум прочитала? Тоа има културата на азијатите, на јапанците и на азијската култура, они си го наплаќаат цело тоа. Например, у Америка да кажеме, од 25 до 30% типс имаш ти за сервер, за тој што ти е затоа што тој знае све, го зборевме преска, нели? Тој ти е лицето на ресторанот. Има во Њујорк имаш ситуација каде што не му се дава типс, да речеме, на келнерот, доаѓа менаџерот и прашува што не е во ред со келнерот. Дали не беше добар, дали не беше добар, дали имаше проблем. Не зошто не му дал во смисла ти дај му пари, да се побараат парите туку. Дали нешто не беше во ред? Да, интересна работа. Мораме да го вклучиме малку Брик. Брик, дали си тука? Тука сум. Тука си, не слушаш, не пратиш? Ајде, твоите прашања и одиме со последното прашање затоа што ми вака ми измавта, имам уште 5 минути. Јас многу прашања имам, сега не знам кој да го поставам, притисок ми е. Знам, не можам да ги допрашам. Ајде, вака, јас сум љубител на домашна паста, се трудам често да си правам дома, нели. И сега имам секојаш околу некои работи, така, мистерии. Пример, во 100 грама брашно, тип 0, да речеме. Се става цело јајце или се става жолчки? Вие што препорачувате? Јас жолчки. Пошто некој за класици вика дека некој требало цело јајце. Не, гледај, знаеш која е разликата од жолчка и белка во процес на готвење? Жолчката е вкусот и значи она ти ја прави смут, она еластичност, белката експандира. Значи белката во процес на термика се шири. Да, разбирам.
Кога правиш суфле се користат белки, пошто а за паста тебе не ти треба да експандира многу. Кога ќе сготиш треба да остане горе-доле таа форма што има, не знам која форма има за да. Жолчка и јасу. Јас сум Жолчка ти е што знаете толку. Значи 2 жолчки отприлика на 100 грама. Жолчка ти е подобар вкус добро ќе ти биде. Да. И уште едно, рагу за болонјезе. Дали мора да има, пример, оној италијански целер скап или може со овој поевтиниот? Може со и поевтинија. Апсолутно. Може? 100%. Фала ви многу. Само со поевтинија ти ствари мене ако ме прашаш. Подобар вкус има коренот од стеблото. Па и мене ми се допаѓа баш така и прав. Користи локал, така е. Ајде, пред последното прашање, Леле Милион имам. Ваше омилено јадење, имате ли? Кога треба да се одбере едно, значи не топ 3. Ја имам Едно. одма да ти кажам. Ајде. Рамен. Добро. Рамен е италијанска супа таква што има нудлс. Добро. Не знам, немаме никај нас, ама Ако убаво да објасним. едно јадење ако треба да изберам, што Едно. ќе го јадам до крајот на животот, ми е рамен. Фичо? Јас сум месар, јас сакам месо. Месо, значи, Сакам ама како? Телешко, бифтек, Не бифтек, свинско, класичен, него пилешко. сакам месо на коска во принцип. Добро. Сакам да биде. И сакам биф да биде, да речеме јунешко. Добро. У наш превод би било. И да е добро спремено, изгрилено. Скара е наука. Да знаете, многу голема. Како Не, не? Македонска скара, да сте разбереме, Да, да. и скара у стейкхаус Скроз не различно. е исто. Значи Се многу е различно и Да. сакам да е кога некој ќе му посвети на што кажа и Па, отцо месото attention to да е details, внатре, сочно, добар зачин, да е сочно. да. Тоа е наука и е многу знаење и многу ги почитувам луѓето што знаат добро во спремот. Сам ние знаеме најбоље. ама. Не се сумневам, јас сум Гаси, вресена што ќе научам нешто од вас. Ништо ќе дојдам и кај двајцата да изготвите нешто, па мислам јас знам како готвите, така да можам да им кажам и на гледачите дека се или како би направила куварите? Кој беше тој? Зашто сите кувари се мажи, нема жени куварки? Карапанџа беше тој така што правеше Вака така. правеше, да. Тој Стево имаше Карапанџа стилен. беше, нели? Вака, Вегета. Да. Една жлица. Вегета. Ова беше реклама, ќе ни наплатат. Се шалам. Одиме со последното прашање, а тоа е фидбекот, односно кој е фидбекот што го добивате од тоа што сте и од тоа што го работите и од тоа што го правите? У последно време фидбеков од тоа што сме го сработиле, еве за Пан ќе зборам генерално, па Ајде. ќе кажам и за мене. Фидбекот од Пан е, значи, overwhelmed, како е на македонски? Леле, стварно не можеме Значи, да... многу е супер, многу подршка имаме од сите луѓе, многу луѓе у Скопје разбираат. Презадоволен, од што си разбираат задоволен, тоа дури- што го правиме, да. И не знаете каква подршка, значи доаѓаат, секако доаѓаат и луѓе што ни кажуваат дека катастрофа сте, зашто вака, зашто немате бурек, зашто немате симитка оно. Ама тие што не Катастрофа. тие што не научија, Значи, се. тие што не научија, Друг стил е тоа. значи Знам. толку премногу добиваме од нив. Значи знаат да не пофалат, знаат да ни кажат браво дечки, само бидете така. Ти од Пан си, леле браво, леле вчера бевме леле. Значи супер огром. Нема, ја морам да кажам дека тебе до 12 сат си ти е продадено. Ние, значи, тимот Нема. по Пан што работи, Тоа дечкиве, е. морам да ги поздравам нив, дека Секако. без нив ништо немаше да направиме. Секако ние, екипата пошто е многу важна, тимот е многу важен. Секогаш. Тимворк. Без секогаш. тим ништо. Без Еве да нив, го немам ја овој тим овде. Што правам јас Значи, сама овде со вас? Апсолутно. На пример. Апсолутно. Тоа е тоа. Така е. Супер. А твојот личен фидбек? Мојот личен фидбек, на прав пат сме, супер се дешаваат ствари, мрдаме. Позади сите сме у регионов, сега да не збориме Белград, да видиме Добро, каде е со добро. хоспиталити или Солун, па не да Боже да збориме за тоа. Ама на прав пат сме и мислам дека ако Се случуваат продолжиме да работи. правиме, да идеме... Мрднавме од мртва точка, што би се Не рекlo. сме од мртва точка, ама тука на дното сме. Знам, добро, И сега претпоставив. ќе продолжиме да правиме тоа што правиме, за да побрзо Со стигнеме. луѓе како вас, верувам дека ќе се подигне целата таа една И у принцип би рекла, нашиот бизнис е многу неблагодарен. Има едно правило старо вика добар си колку последната чинија. Да се погрижиме таа последна чинија да биде не најдобра, нека биде окей, да биде подобра од вчера. Од претходната, Значи мали победи, секој ден работиме за мали победи, 1% подобро од вчера. Да биде секогаш. У принцип готвењето е спомени. Се сеќаваме на добра храна и на лоша храна. Значи готвењето е спомени. Сите ние сме во принцип спомени Интересно. за идните генерации. Браво го кажа, па така. И мислам дека треба да се погрижиме да креираме добри спомени.
Тоа е тоа. Секогаш мирисот, вкусот асоцираат на нешто. Те Секогаш ќе те асоцираат потсети на нешто. Или на детство, или на Ти баба текнува ми. на или мирисот како мириса градинка? Да. Градинка? Да. Он не бил кај баба, ма знае мирисот кај баба како У изгледа. добри ресторани у Америка не ти даваат да носиш колон кога работиш таму, затоа што Да. сакаат да се мириса Никогаш. кујната. Забрането. Ти е, у job Видиш? description ти пишува дека не смееш ти да се Парфем е ставиш. забрането, да. Да. Во добрите ресторани. Нели многу интересни јако, па работи. сакаш шефот тоа што спрема Точно. таму да мирисаш и да прашаш тоа. Не можеш да а осетиш. Гучито што го носиш. Така е, така е. Дички, чекајте, вака, Брик, доаѓаш одма на моја позиција, тука јас те ставам тебе на пиедестал, јас ќе се сиднам меѓу густите. Прво, вака, со гушки. Со гушки. Секогаш си ги гушкам моите прекрасни гости. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од Фидбек Свилена, ми значи многу. Се надевам дека вие уживавте во овој Супер, супер ни беше, топ си поминав. Тако може да траеш од 2-3 сати, Нели, да се доискажеме. Да почнеме да збориме. Супер прашање Дај имавме, подкаст меѓутоа едно многу направиме кратки. 3-4 сати. Треба. Да утепам. Следен парта, второ, смисли. Може. Ама ти реков ја дека ќе ти Си стои направи столица. паста и рагуси направо, разбираш, остај така. Ти си Зема прашаш што рецепт. ја, а ја како домакинка со ништо не прашав, ама ја му на Ќе друго дојдеш на место. вечера после, не мора Така да е. Ќе дојдам. Така е. Да знаеш дека ќе дојдам. Оде некаде се одјавуваме, ви кажуваме муа, чао, се гледаме во следна сабота. И тоа е тоа. Ова беше песната што ја одравме. Таа беше. Добра. Македонски е верби.